Добро вечер. По 7 месеци од влезот на Орце Георгиевски во градската управа на Скопје, можеме слободно да речеме дека се што прочитавме во програмата за изборите кои му донесоа убедлива победа, може да биде добро европско четиво во кое некогашниот градоначалник на Карпош успел да ги совлада сите важни фрази кои несомнено ги користат сите во европските метрополи. Предизвиците за така наречениот одржлив, еколошки прифатлив град, зелен град, дигитални услуги, град кој што пулсира и постојано ги слуша своите граѓани, град кој што е подготвен постојано да прави апдејт во зависност од тоа колку новите технологии даваат нови можности градовите навистина да бидат смарт политика. По 7 месеци тој е вратен во реалноста во која се уште не отстапува од амбициите, меѓу кои да речеме една од за мене позначајните е дека се уште ветува дека Скопје 2030 година ќе биде јаглеродно неутрален град. Проблемот со ингеренциите помеѓу тоа кој кому во какви надлежности соработува или поточно се меша, најчесто знае да ги поништи дури и добрите иницијативи. Ако ги погледнеме главните најави, би можеле да речеме дека Орце Георгиевски се враќа на позицијата каде што застана Шилегов. Клучните точки во неговата програма се всушност оние со кои Шилегов замина на избори и изгуби тогаш од Данела Арсовска. Ништо лошо во тоа, може би и поважно дека оваа програма на еден ВМРО-вец се занимава и со прашањето кој останатата јавност исклучително ги тангираше. Орце Георгиевски се навраќа на важноста на планот за модерноста на Скопје од Кензо Танге. Е истиот тој план на Кензо Танге на кој во еден мандат ВМРО-вците предводени од Никола Груевски решија да затворат во стиропор и со многу уште други детали добар дел од тоа наследство и идеја како треба да изгледа модерно Скопје. Нема ништо лошо во амбициите кои ги запишал Орце Георгиевски. Проблемот е што по долги години девастација Скопје повеќе личи на некаква римска касаба на која се обидувате да ги насадите термините од 21 век кои интензивно како предизвик и со многу пари ги живеат европските метрополи. Може ли да го компресира времето? Може ли со забрзана активност на булдожерот на ВМРО од кисела вода да видиме тој тип на проактивност, тој тип на менаџирање и обнова на јавните предпријатии, извлекување од долговите и поставување на сосема други цели во нивната работа да стигне до реален резултат во својот мандат. Се што вечерва реков е опис за една визија на Скопје 25-45, значи 20 години во кои првиот мандат на Орце Георгиевски би требало да ги отпочне првите знаци на големиот градски тлоцрт. Добро вечер за вас. Добро вечер, благодарам на вашата покана, поздрав до сите ваши гледачи и благодарам за добрата најава. Звучи вашата програма како имам и јас право да сонувам. Иако сум ги одел сите овие улици на овој град и знам како тој изгледа и од озгора, а многу сме незадоволни како изгледа од озгора, ама уште поважно кога се занимавате на парче со некои од градските проблеми, во принцип знаете дека тоа што јас го нарекувам римска касаба, многу повеќе се одвесува за тоа што всушност Скопје е одостало. А во некаквиот добар ритам за модерниот град, тоа се главните предизвици и големите пари. Таму некаде под земја губиме 64% од водата која треба да стигне. Таму некаде од оздола сме римска касаба, затоа што имаме 30% атмосферска канализација. Таму некаде сме затоа што фекалната во метрополата е некаде околу 40%. Имате ли сега појасна представа за парите кои ви стојат на располагање, за обврските кои притискаат и за нив ке треба да се плаќаат камати во смисла на долговите и на градот и на јавните предпријатија, како да се отпочне оваа преобразба, да има вистинската динамика и да може да се апдейтира кон повисоките цели? Јас, Оливера, ако дозволите така да се обраќам, бев апсолутно свесен во што влегувам.
уште пред да станам градоначалник на градот Скопје. И знаев генерално какви се состојбите. Од една страна во градот, поготово во сите населени места во градот Скопје, од центарот на градот до периферијата во секоја населба, но и бев свесен за финансиската состојба. Бев апсолутно свесен за загубите за вода, за тоа што немаме точен подземен катастар, дека имаме бројни проблеми во градот Скопје, но не би бил добар предизвикот за мене ако не е до толку комплициран како што е градот Скопје. А од друга страна пак не би изготвил таква програма заедно со граѓаните. Јас имав една фаза на подготовки на креирање на програма, која што значеше посета на сите населени места, консултација со експерти, со луѓе од сите фели, за да можат секој да даде свој предлог, идеја, но и при тоа финансиски да внимаваме да сето тоа биде обезбедено до крајот на мојот мандат, затоа што многумина учествуваа при креирањето на мојата програма, но на крајот на денот, кога мандатот ќе заврши, граѓаните ќе го оценуваат торце дали добро сработал, дали излажал или пак ќе исполнил програмата и сите ветувања што ги дал пред граѓаните. Така да, апсолутно сум свесен колку далеко сум гледал со таа програма. Тоа е позицијата базична на која што треба да го кренеме градот Скопје. Нешто што недостасува долги години во градот Скопје да се изгради систем. Систем според мене значи да немаме ние состојби во кои што секогаш како град ке чекаме милост од централната власт, да еднаш на 10 години, а тоа обично се случува кога ВМРО ДПМН има централната власт, така барем историјата покажала, да се обезбедат автобуси, или пак еднаш на 10 до 15 години да се обезбедуваат камиони за комуналната хигиена, или пак да биде епохално дело кога ќе обезбедиме континери за комуналната хигиена. Еве сега обезбедуваме 2600 контейнери, а 10 години ако собереме наназад, вкупно нема обезбедено градот Скопје толкова бројка. Значи зборам за базично градење на систем, кој што систем нема да дозволи да се доведеме ние во немање на основни услуги према граѓаните кои што треба да ги даваме како градот Скопје, без разлика кој е градоначалник или без разлика кои се партиципиенти во советот. Каква и да е политичката фигура и која и да е политичката фигура, кога системот е функционален, нема да дозволи да не функционира ниту јавното претпријатие, ниту градот Скопје. До сега немавме систем и сега системот го градиме. Добро, ма тоа претходната дефиниција на ВМРО не беше дека системот е толкова проблем, туку жената била проблем и таа го блокирала системот. Зборувам за претходничката. Доколку се изградал порано, говорам 30 на години наназад системот, тогаш ќе немавме проблеми какви што имавме изминатите 4 години во градот Скопје, а не дека се било совршено и години наназад. Системот патем има предвидено дека добар дел од одлуките ги носат членовите на Советот. Сега таму седи некој ВМРО и затоа што не е во ред релацијата со Данила, ќе ги блокира автобусите и еве сега ослободена е приказната од Данила и повторно сме на тендер кој што е пропаднат. Само да ми дозволите, ако може секунда. Повеќе милувам кога говорам за иднината, отколку за минатото, но кога сме веќе кај таа состојба, јас во Кисела вода, како градоначалник 4 години, најголем дел од одлуките кои што се носеа во Советот се носеа едногласно. Не дека било едноумие. И таму имало различни мислења, спротивставени ставови, така и во градот Скопје денес. Но видете колку од одлуките и денес во градот Скопје едногласно се носат. Ние ребаланс на буџет и буџет поминуваме без ниту еден глас против, што е за мене напредок, но тоа се должи на една добра комуникација. Советот и градоначалникот е двосмерна улица. Градоначалникот не е монарх кој што треба само да кажува што треба да се спроведе. Треба да се чуе гласот и од другата страна, па треба и одредени предлози да се прифатат, ако се добри и издржани. Добро. Кога ќе речете гледам далеку, некој би ви рекол, ма подобро гледате пред носот и да не се сопнете во големите фрази, а пред вас, пред ваши очи да поминуваат старци во центарот на Скопје, да не можеме да поминеме од ЗМИ, затоа што половина не е исечена тревата. Ние сме симнати на базичните очекувања, дали Урце ќе го направил Скопје да мириса на шампон, што само по себе ми е потполно, како се вели, лудо очекување, колку и понекогаш кога ќе ве видам
ако е тоа граѓанска акција на собирање на сметот, сите медиуми трчаат од Урце излегол од своите овластувања дека контролира институција која треба тоа да го прави. Кога ние излегуваме во волонтерска акција, сите изјави се што мислите градоначалниче, еве сега кога излеговте да го чистите, имаме ние проблем со ставовите. Низ која линија вие треба да се движите, низ која линија треба да се движи нашиот волонтерски. Дека малку ете чудно сега во јавноста кога се коси тревата. Тревниците може после емисијава да прошетаме дали во централното градско подрачје, дали паркот Македонија 1, 2, 3 во Карпош како изгледаат, градскиот парк како изгледа, Жена парк како изгледа, аеродром, Кејот еве се довршува делот према Ѓорче Петров, односно Карпош делот, завршниот на Кејот со косење и така натаму, но можеме да направиме паралела. Градскиот парк не е само делот каде што се вашите бараки и во половина. Зборам за сите три дела, дури зборам и за кај Александар Палас. Добро не сте поминале да видите, баш денеска бев случајно шетаме куќиња, па тогаш можеме да видиме како кај Александар Палас, добро, ако сте стигнале, ако сте стигнале вчера во ред. Се, што сакам да кажам, сега можеби е тоа така помпезно се доживува, а и ете вие така сте го согледале моментот кога некој од медиумите ќе дојде или пак некој граѓанин ќе изреагира, затоа што во минатото, еве ако земеме во предвид 4 години, се прскаше за комарци во октомври месец. Се сеќавате? Сега се прска на време. Затоа на некој му изгледа како атракција кога ќе се прска на време. Ама нешто имаме. Тревниците беа до 2 метра секаде, дури и во центарот. Околу влада имавме по 2 метра трева минатите години. Сега немаме. Ѓубрето е далеку подобрена состојбата од тоа што беше во минатото. И тоа одговорно го тврдам. Но, дали сме совршени? Не сме совршени. Дали започнавме да набавуваме механизација? Започнавме. И трае рокот на испорака на таа механизација. Дали во минатите 4 години имавме катастрофална лоша состојба со отпадот, со ѓубрето и недостатокот на контењери, еве само во општина Чаир недостасуваат 180 контењери за да може нормално да се функционира. Затоа се оние мини депони околу контењерите и не е народот виновен за тоа. Недостатокот на контењери се го прави сето останато. Значи ние ги доведуваме состојбите во нормала. Ние немавме нормала и не е нула позицијата од која што јас тргнав, туку од голем минус, и вие сте свесни, тргнавме. Затоа денес можеби чудно им изгледа после толку години на граѓаните кои ќе видат дека парковите добро изгледаат, дека фонтаните ете во најголем дел се веќе стајани во функција. Долги години не се става во функција, па се е проблем колку пари ќе потрошило водовод и канализација за одржување на фонтаните. Да, сега потрошува онолку колку што има потреба да потроши, но во минатото се трошеле за 20 до 30% повеќе, а не функционирале фонтаните. Тоа е вистинското прашање кое што сите треба да го поставиме. Каде завршувале тогаш парите? Кога се исплаќало, а знаеме добро дека фонтаните, особено во централното градско подрачје, 8 до 10 години не работеа на нас. Знаете и вие. Така да не би рекол дека е помпезна најава, туку луѓето го поздравуваат она што градот се враќа во нормала. Прва пауза за реклами. Нема да одат ниту лесно, ниту брзо некој дел од работите деломно. Градот во принцип, без оглед кој го води, не е директно одговорен или виновен. Некои од постапките се премногу комплицирани, некои се смешани во некаков чуден политички микс. Надежта дека ќе ги добиеме автобусите тие 100, кои овој пат одлучи владата да ги набави за градот Скопје, другите 50 се за другите општини, пропадна претходниот тендер. Министерството на 28 мај распиша нов, тоа е некаквата трка со времето, но реално можеме да ги очекуваме дури 28 година. Колку сега јасно е дека тоа е конечниот недостаток, иако променивте дел од трасите, променета е како се вели распоредот или возниот ред, без да се надомести сериозно не само од еколошки причини, туку во смисла на количина на автобуси кои возат, тоа не ќе може така брзо да се надомести. Постојано гледајќи во некаквата иднина, беше пријатно изненадување дека му се враќате на проектот брз автобуски превоз, БРТ-то,
кој што беше проект на Шилегов, прилично стопиран во некаква заменска форма, тогаш ВМРО сметаше дека може да понуди подобра идеја. Има намера за корекција, особено трасата нема да оди по средината на Партизанска, ќе оди на крајните линии, претпоставам експерти. Не на крајните. И не знам од каде излезе таа информација во јавноста, многумина ми ја споменуваат дека ќе оди во крајните десни линии, тоа може би било на поединци од мојата политичка партија мислење, но ќе оди централно, но околу средишното зеленило, ќе остане средишното зеленило, за разлика од она што се планираше во минатото да се отстрани, сега ќе остане. Околу него, на првите ленти, практично до средишното зеленило и од левата и од десната страна, ќе се обраќаат автобусите, пак има заштитни појаси дополнително со зеленило од двете страни како граничници за безбедност, но и за естетски ќе го промени изгледот генерално на градот Скопје. И на тој начин ќе добиеме... Што ќе остане тогаш од Партизанска? Молам? Што ќе остане тогаш од Партизанска? Останатите две ленти. Истото што би останало ако се користат последните две ленти. Истото. Само што сега додавате плюс уште за зеленило, граничници. Да, но тоа ќе бидат граничниците, ќе бидат ако сте го виделе проектот Булевар Македонија во Кисела вода. Во описот во програмата велите дека една трака ќе оставите посебно за такси превозот, така одземеме една од овде. Не. Таа не важи за Партизанска. Видете, за секаде истото ќе важи. Со тоа што ние ќе имаме јасна јавна презентација на проектот, во кој што ќе информираме целата јавност, медиумите, советниците, јас ќе го испрезентирам тоа пред сите. Еве, Булевар Македонија, или добро познат како Лимак, првата фаза ја завршивме. Пред да ја завршиме, односно пред да ја отпочнеме првата фаза, имаше презентација. Сега ќе ја почнуваме деновиве втората фаза, која што значи влез од едната страна од Кисела вода према центар во тунелите во Лимак, и тоа ќе биде еден од најимпресивните проекти во кој што ќе го одбележи мојот мандат после 100 години да ме паметат. Јас така го гледам тоа што сум добил шанса од граѓаните да го водам градот овие 4 години, да оставам проекти по кои што ќе ме паметат. Еден од тие проекти ќе биде исто така и БРТ, и тука ќе следи презентација исто така во јавноста. А зошто тоа го сметате за ваш проект? Кој го сметам за мој проект? БРТ-то? Под Лимак со се кај Нова Година. Па и БРТ-то го сметам за мој проект. Тоа е проект, сите овие проекти се проекти на граѓаните, бидејќи граѓаните ги плаќаат, не ги плаќам јас од мој џеб. Тоа е едната димензија. Јас се разбирам што сакате да кажете, и ова ми е промена на една култура во која постојано слушаме нашите, ние, нас против вашите. Овој обид за континуитет, тоа што е добро, го завршуваме, стигнало до некаква фаза е. Јас во Кисела вода, тоа често пати го говорев, сега малку ќе излеземе од темата, па ќе се вратам повторно на БРТ. Во Кисела вода кога влегов, од мојот претходник наследив еден проект кој што беше започнат. Ќе бев многу посреќен ако наследев 20 проекти, кои што можам континуитет да им дадам. Но затоа, поучен од лошото искуство кое што сум го имал ја на стартот, на Бети, актуелната градоначалничка, повеќе од 20 проекти во фаза на реализација и во фаза на допрва да ги отпочне да ги реализира, сум ги оставил јас со општинската администрација. Тоа е одговорно работење. Во град Скопје јас наследив одредени проекти, 4 или 5, кои што беа со нерешени имотно-правни односи, некои не беа ни започнати, како булеварот Борис Трајковски, 30 години се говореше за нив, мостот кај Љубљанска беше во катастрофално лоша состојба и од аспект нерешени имотно-правни односи, и од аспект непланирање средства во буџет и така натаму, да не говорам за мостот Михајло Апостолски. Таква слична состојба беше и со БРТ. Зошто мене ќе ме паметат? Затоа што јас ќе пресечам лента. Обично луѓето во историјата ги паметат оние луѓе кои што ги завршиле проектите. Христијан Мицкоски ќе ви даде вие да ја пресечете лентата? Па ја заедно со претседателот ќе сечам лента. Значи ќе стојам до Христијан Мицкоски. Па Христијан Мицкоски ми е најсилна поддршка изминатиот период, кога станува збори за автобусите. Вчера имаше. Инаку би било добро. Вчера имаше само здраво и одговорно дека тој би требало да стои покрај вас, а вие да ја пресечете лентата. Апсолутно. Заедно ќе ја пресечеме лентата. Тоа е добра култура кога се однесувате дека
тој тоа што го работи, тој на крајот е тој што го промовира, а не затоа што хиерархиски некој Мислам дека председателот Мицкоски на своите соработници... Не сте вие исклучок, исто било и во претходните мандати, некако на крајот, како се вели, за да направите чест на ситуацијата, тоа... Па председателот Мицкоски баш и не можем да го споредам со претходните мандати, затоа што мислам дека неговиот однос е подемократски, особено за своите соработници. Овие ваши политики не можете да го споредите. Христијан Мицкоски функционира како градоначалник на Македонија, така да никакова мислам дека не, Христијан Мицкоски дава повеќе од било кој премиер во минатото поддршка за локалната самоуправа. Сакам да ве прашам. Само да довршам и еве кога сме веќе кај владата, вчера ни беа одобрени за проекти во градот Скопје 11 милиони евра од страна на владата. Дел од тие средства ќе завршат за реализација на Лимак, дел од тие средства ќе завршат за македонско-косовска бригада во Чаир, дел од тие средства ќе завршат за довршување на обиколницата која што се прави, односно кај клучката на Момин поток, дел ќе бидат за Бутелска Радишанска, која што ќе правиме после долги години, 30 на години барање од страна на граѓаните, чии што домови постојано се поплавуваат во тој дел помеѓу Бутел и Радишани. Така да, како градоначалник сум исклучително среќен што токму Христијан Мицкоски е сега председател на владата и што силно помага не само на општините низ Македонија, туку и на градот Скопје. Сега да се вратиме на БРТ. Идејата или обсесијата дека да се вратиме, ако дозволите, уште една реченица. На таа линија сум. Мора да го направиме градскиот воз, кој во суштина, според трудот каде оди е приградски воз, кој треба да донесе до градот, со намерата БРТ да продолжи со својот крак до Драчево. Во овој момент, иако трошиме милиони на градската пруга, звучи како едно неодговорно дуплирање на капацитетите, особено што сега веќе, ако може да стигне БРТ до таму и да ги влече луѓето буквално по трасата каде сака, да се семнуваат, градскиот воз само ги носи до железничката станица, со засега нејасна потреба од финансии за тоа колку композиции ќе возат, со како возен ред, каква динамика и можат ли реално да бидат втора алтернатива или воопшто зошто во момент кога имаме толку тешка ситуација ние одеднаш тргнуваме габаритно со две паралелни идеи од кои едната треба да биде милионската алтернатива. Видете, јас сум многу едноставен во делувањето и кога стануваше збор за БРТ, со моите соработници седнавме да поразговараме што правиме понатаму. Зошто? Затоа што еве досега нереализацијата на БРТ, а повлечените пари знаете дека се на сметка на градот, ја чинат државата близу 1,5 милион евра. За споредба, еве проектот Љубљанска мостот или булеварот Борис Трајковски чинат околу 2 милиона евра до реализација на проектите. Ние сме изгубиле досега по еден таков проект да го дореализираме, споредбено. Или прочистителната станица, тоа што мојата претходничка се надмудруваше, подпишувајќи, не подпишувајќи. Ово за БРТ сега, не знам во која позиција. Вие се кандидиравте за кисела вода, вие носевте целата платформа на тие избори 21 беа јасно не за овој глупав проект на Шилегов БРТ. Така да јас никогаш во ниту една моја изјава не сум кажал дека проектот не треба да се реализира. Ниту пак се сеќавам дека било кој рекол од мојата политичка партија дека не треба да се реализира. Јас и денеска, истото што тогаш се говорело, го тврдам, дека треба да се доработи проектот и дека треба да се отстрана недостатоци. Дел од недостатоците ги споменав, а тоа се однесува најмногу на средишното зеленило, дел се однесува на заштитата на водоводната цевка и тоа се предвидува да се направи и дел се однесува на одредени приклучоци на останати населени места, односно продолжување на трасите. Според мене треба да има 3 дополнителни траси, едната да опфаќа делот до Сарај и Ѓорче Петров спојка, едната да опфаќа Драчево, кој што го споменавте, и едната да опфаќа Чаир, односно Бутел Радишани дел.
Никој никогаш не земал во предвид дека треба да се отфрли целосно. Кога седнав и јас со мојот тим пред изборите, оние кои што ја составува програмата со мен, прагматично гледавме на работите и рековме вака: имаме две опции. Или да не го реализираме, да се вратат парите назад и да не плаќа државата камати, затоа што сме обезбедиле средства во минатото, како институции говорам, или да влеземе експедитивно, да се отстранат сите оние недостатоци и да влеземе во фаза на реализација. Земајќи во предвид дека се стремиме еколошки град да создадеме, дека треба да им нудиме на граѓаните алтернатива во транспортот, дека треба да имаат известност кога ќе излезат од дома и кога ќе стигнат на своите работни места, до болница, на училиште и така натаму. Затоа што денес не сите имаат известност и не сите од своја, односно поради тоа што немаат добар јавен транспорт, и тоа е факт, се приморани да користат моторно возило. А тоа влие и на амбиенталниот воздух и на се останато, но влие и за джебот на граѓаните. Затоа одлучивме да одиме кон оваа реализација. И тука ќе го спомнеме и железничкиот транспорт, кој што исто така според мене да можеби е сериозен во делот на финансиски импликации кои што ќе чинат државата и се останато, но ние ако сакаме да што помалку возила имаме патнички на булеварите, да се редуцира гужвата, а граѓаните при тоа да имаат алтернативи, мораме двете опции да им ги даеме на граѓаните. Ова алтернатива е нејасна. Каде застанува железничката станица? Каде од Драчево ќе стигнете до железничката станица? Што ќе користите за стигнете до железничката станица? Што тоа се ќе повлече друго? Во Драчево во моментов до железничката станица има, па мислам дека е 25 метра оддалеченост од автобуската станица до, нека е 50 метра оддалеченост од автобуската станица до железничката станица. Значи има таму веќе уште години наназад создадена врска која што ќе може да ја користат граѓаните кои што користат. На останатите позиции, како што е Лисичи или останати точки кои што ќе се воспостават од страна на железници транспорт, ќе бидат ревидирани возните редови во ЈСП и ќе бидат автобусите насочени во насока да се обраќаат до близината на железничките станици за да може да се акумулираат патници таму. Целиот дел кој што е посветен на модерноста или големиот исчекор од метла со која ви мете комунална хигиена во вашата улица, до паметно собирање на отпадот, рециклажа, фабрика во Дрисла која вади метан, произведува енергија, добра, кој тоа за 20 години можеби и достижно. Не, тоа ќе го започнеме наредната година. Меѓутоа, чекорите за да стигнеме до тоа, вие сте сега под притисок дека мора да ги замените постојните контейнери. Во некаква нова концепција, тоа сигурно нема да бидат контейнерите за модерниот град. Кога ќе прочитам дека контейнерот ќе биде паметен, и тој ќе има сензор, и тој ќе сигнализира, ќе го споредам со реалноста со што ние се соочуваме во овој момент, ми изгледа премногу далеку точка. Не велам дека не треба да се има амбиција, меѓутоа тоа што од вас го очекувам сега, мерката на вистинските чекори во одговорно, реално време, за да почувствуваме дека овој град може да живее некаква елементарна пристојност. Ви имате плоштад кој е толку многу Валкан, изгледа толку многу провинциски, има толку многу пристапна приватно толкување како може да изгледа било што, од кафетерии до реклами на главните објекти на Скопскиот плоштад. Ова не е град само за скопјани. Ова е град кој рефлектира, кој е слика, кој е потреба на сите граѓани на оваа земја. Подеднакво ја должиме таа одговорност како ги дисперзираме постапките или добрите договори. Дали ЗЕЛС околу дел на овие обврски кои ги нарекуваме унифицирање, стандард и пристојност, кој не го зема сега само Скопје во предвид да бидеме коректни дека тоа би требало да биде некакво слово и за Охрид, и за Куманово, и за Штип, има намера, вие председавате таму, да го
подигне својот глас, да го артикулира своето мислење по низа прашања кои ќе донесат и полесни и подцврсти процедури, во добар дел тие се проблем, и јасност во правилата кои што ги сакаме за некаква следна ситуација. На крајот на краишта дека не може на главната Скопска улица кој како ќе стигне да си стави тенда каква што сака, стакла какви што сака, излог како што сака и дека тоа што го разликува Скопје од европските метрополи е некаквата обврска за стандард како изгледаш во јавниот излог. Се слагам, ние освен она што го говорите, а најголем проблем тоа се дел од терасите на локалите, па и би ги ставил тука во предвид ги земам и оние билборди, убаво го споменавте, плоштадот кои што се наоѓаат на зградите високо. Со останатите работи не ви коментирал, тоа е прашање на вкус околу спомениците и се останато, кои што исто и според мене изгледаат пренатрупано на плоштадот. Она што ете за плоштадот би го споменал фонтаната. Кога би била водич би им рекла ова се кулиси од еден филм кој се снимаше и фала Богу заврши. Фонтаната на Александар Македонски веќе е стајана во функција и убаво изгледа. И водоскоците... Не Александар Воин на коња. Па добро, за мене Александар Македонски и она фонтана која што беше исто така преубава, на кој што младите се радуваа многу, децата особено, а пак камиони пропаѓа и останати возила. Ќе започнеме за брзо денес да ја реконструираме и таа да вратиме во функција. Тоа ние го правиме во моментов. Што се однесува на тие билборди горе, веќе испратив инспектори да направат проверка околу собственоста и во прва фаза ќе побараме од оние кои што ги поседуваат да ги отстранат тамо. Немаме ние унифициран правилник кој што важи во целата држава и тоа е проблем и на неколку состаноци последователно на ЗЕЛС, особено после онаа трагедија, за жал во државата наша треба прво да се случи нешто лошо, за жал, ќе повторам, па сите да се освестиме и да почнеме да трагаме каде е проблемот и да го бараме решението за во перспектива. И многу не разбуди, особено локалните власти, она што се случи за жал во Кочани. Јас ете во градскиот парк после толку години, знаете дека ги срушив сите диска кои што беа и во рамки на Луна паркот кој што ќе почнеме за брзо да го градиме како град Скопје. Така да составивме работна група, не ја составивме работната група за да го пролонгираме проблемот, туку работната група ја составивме за да се изготви унифициран правилник со кој што ќе сакаме правилата за игра да важат секаде подеднакво. Какви правила ќе има во Охрид, такви ќе има и во Битола, такви ќе има и во Штип, такви ќе има и во Тетово, такви ќе има и во Скопје. Ние немаме унифициран правилник, а од друга страна и оние правилници кои што се сега, не многу се во насока да нешто се унифицира или нешто да има тие имаат да му дава јасност изглед што сака да се постигне. Не, тие ги задоволуваат техничките аспекти да на некој начин, но повеќе ги задоволуваат потребите на оној кој што поднесува елаборат. И направени се, предпоставувам, во минатото од некоја група во која што мнозинство биле оние кои што имале потреба да се донесе таков правилник. Јас имав и со дел од оние кои што се собственици на најголем дел од локалите, кафеаните во градот Скопје состанок во неколку наврати. И им кажав дека без разлика што можеби дел од нив инвестирале сериозни средства, размислувам во насока за Скопје град престола на културата, особено од 2028 година, да ние мораме да го унифицираме градот. Јас би го следел примерот на Љубљана. Ако видите во Љубљана како е тоа уредено, секаде се бели тенди. Јас и еден од проектите кои што го планираме е и старата Скопска чаршија. Истото да го направиме со таков унифициран изглед. Би можеле дури да држите поза која може на некој од нив да им личи на авторитарна, што барам и што ќе направам или ќе спроведам. Не се согласуваат. Особено ако бевте фини кон нив дека им давате година дена да се адаптираат поради обврските од законот за пушење, тие исчитуваат понекогаш дека
тие ја држат државата, како се вели, или законодавецот за... Државата ја држат сите. Од граѓанинот до сите останати. Сите се државата. Не е државата група. Државата е целиот народ. Но некои од тие групи најчесто сметале дека може да имат со доволно гласност, може да го задржат статус-квото кое за нив носи многу привилегија, а во смисла на сите обврски на државата што да испорача во смисла на стандард, прилично го наградувало градот, дури и загрозувало во некои сегменти, на некои места и неговата елементарна функционалност. Има нешто во јавноста, одредена побуна би рекол, која што е оправдана, и тогаш не е страшно да се оди чекор назад. Но ако сакаме да градиме ние одреден систем, ние тогаш не треба да се базираме врз основа на мислењето на поединци. Еве сега по-конкретно, ја знаете она теорија во некои области до некои правила, најчесто стигнувате со прилично жртви во авионската индустрија или регулатива. Скоро се е платено со човечки животи, откако се менувале, како потреба да се менуваат правилата. Оти секој од тие инциденти бил причина да се препрочитаат стандардите или условите под кои нештата функционираат. Оно што се случи со рушењето на тротоарот или пропаѓањето на јамата, на ископот, на Теодосиј Гологанов со Христо Смирненски, едно од последните сцени како сведоштво на прилично неодговорност, веројатно апелира кон некаква итност, кога ќе речеме да не ни се повтори, што почнуваме да правиме. Дали ги одгледавте препораките од некои од градежните експерти, кои велат дека од помош за да се има увид, би било добро во регулативата да се запише дека секое отварање по одобрението на ново градилиште ќе значи видеонадзор. Тоа ќе обезбеди за некаквите перспективно дигитални ситуации во градските управи, управите на општините, прилично понепосреден увид после секоја интервенција или пријава на граѓани. Дотаму каде што велат дека оние околу кои ги трпат последиците, најчесто не знаат како да се соземат со штетите по нив и евентуалната интервенција. Дека законот би требал да претрпи измена во која, во моментот кога ќе го добиете одобрението за градба, сте должни во некаквиот гаранциски фонд да оставите, да положите пари кои би требало да бидат гаранција дека се што ќе биде инвазивно и штета кон околината ќе може да се намирува од таа сметка. Дали е тоа доволно добра идеја која би направила придвижување и во контролата и во сигурноста по овие прашања кои не се исклучок сега само во овој инцидент? Апсолутно. Ја гледав изјавата, мислам некој гостување беше на еден од професорите на градежен факултет. Професор Марковски. Да, професор Марковски, кој што исто така заедно со градежниот факултет ангажиран во градот Скопје за ќе треба да ги провериме сите мостови во градот и секако дека најрелевантната институција според мене е градежниот факултет. Апсолутно е прифатливо ова и како ЗЕЛС председател на единиците на локалната самоуправа, сега имаме генерално собрание во четврток, ќе побарам како заклучок да се донесе и да побараме законски измени до Министерството за транспорт и врски. Ние како град Скопје немаме надлежност, односно немаме градежна инспекција. Нашите инспекции се од друг тип кои што ги поседуваме и јас во разговори со министерот за транспорт побарав или да добиеме и ние градежна инспекција или пак нека се одземати општинските инспектори, нека функционира централизираното. Иако сум поборник за децентрализација во суштина, вака некако не одат работите, односно треба да има или централизирана моќ кога станува збор за инспекцијата. Ова епизода со општина Центар ни покажа дека имат еден градежен инспектор кој што е на боледување во периодот за кој што ние зборуваме. Општина Центар има позајмен инспектор од кисела вода,
прво што ме вџаши во информацијата е дека срцето на урбаниот хаос, таа општина центар, се е заинтересирано тука да добие маркичка, тука да гради, тука се големите пари, функционира или помислува дека својата оперативна работа може да ја заврши со еден инспектор. Ако надлежностите, а слушам такви гласови, би се одземале од општините и би се пренеле во градот, во смисла дека тоа е малку поголема екипа, сите на едно место и погледот кон градот не е до оваа улица завршува општето, почнува тука, дека би имале малку подобар ефект. Апсолутно, јас нема да работам со еден инспектор. Со овие дополнителни 20 и повеќе од 20 инспектори. Со овие дополнителни идеи како може да се има, што би се рекло, непосреден увид на табла во секој момент, бидејќи записите веројатно ќе може да доаѓаат до нив, секоја пријава не би го поминула оној пат, пиши барање, види решението дали ќе се дали излегол на терен. Предпоставам дека тоа се брзите мајсторски чекори кои се уште предпоставуваат добрата волја дека ова е вистинскиот курс, а инцидентите што не се случуваат како да се последица од некои други што упаѓаат во добрата волја. Но свесни се дека нема граѓанин на Скопје кој што не е убеден дека градежниците или компаниите кои што градат се посилни или се над јавниот интерес и некако како да ги имаат на располагање овие што ги издаваат одобренијата. Не е веројатно прв пат да слушате таа теза. Дека нив им е полесно секогаш да го добијат тоа што сакаат, наспроти тоа што го очекува или сака граѓанинот. Видете, ако толку беше моќна е градежнава мафија, вие како што... Не, јас не реков, не само дека, не реков воопшто. Јас во Кисела Вода, кога станав градоначалник, никој не веруваше дека ќе опонуштам дупот во Расарник со 99 уцртани маркици за градба. Знаете што значи тоа? Да поништите еден нов град да се инсталира во единственото место каде што има зеленило во Кисела Вода. Го поништив. И певе здрав прав. На телевизија сум денеска, гостин, малку сум настинат. Но кога имате силна волја и кога сте на страната на граѓаните, нема нешто што не можете да испорачате. Јас од поедноставување на процесите го барам се тоа со градежната инспекција и вие самите констатиравте дека кога ќе има на едно место повеќе од 20 инспектори, кога ќе го прифатиме системот да има мониторинг и видео надзор на секој градилиште, кога ќе имаат и градежниците оставено депозит, ако не се направи штета ќе им се врати депозитот, но сите многу повеќе ќе внимаваат. И ние нема да имаме вакви грешки како што се случуваат постојано. Ако имало заштитна јама вамо, во центар, конкретно во позицијата, така барем сум информиран, немало да дојде до тоа што дојде. И во Кисела Вода имаше таква случка, исто мислам проблем беше при ископ или при заштитна јама, таков некој проблем, но пред се од невнимание. Никој не посакува таква работа, но многу повеќе ќе внимаваат кога ќе знаат дека тоа ќе се одрази на нивниот џеп. Така да со централизирање на овој начин, дали државата ќе ги превземе, односно државниот градежен инспекторат или пак градот Скопје не ги дадат сите градежни инспектори, тогаш нема да има виновен е градот, виновна е општината, виновна е државата. Ќе се знае точно каде ќе се впери прстот ако нема постапување. Што се однесува до градежни инспектори, да, секаде недостасуваат градежни инспектори, но јас се сеќавам кога станав градоначалник во Кисела Вода, немав ниту еден градежен инспектор. Сега оставив градежни инспектори, изминативе години таму, тројца мислам дека имаме, кои што ги даваат на испомош и на останатите општини. Така да и нешто кога сакате да го исполните, остварите, ако сакате вистински тоа да го направите, ќе се снајдете и ќе најдете начин да го реализирате. Добро, ма сега како сега сакате да лоцирате одговорноста, па ги се речете сега што да зборувам, што потпишал овој така наречен визитинг градежен инспектор кој што сме го позајмиле од друга општина за кој не сме ни сосема сигурни со колку компетенции може да постапува, па претпоставам тоа има обврски во својата општина. Има обврски во својата, но денот кога е ангажиран или 2 дена во неделата или 5 дена во месецот како и да е,
со целиот негов интегритет, кредибилитет и кривично и материјално одговара за тоа што постапува таму. Зборувам за времето за кое сте ангажирани, прашање дали воопшто можете да стигнете за да тврдите дека се е под контрола. Вие можете како инспектор од друга општина да исполните 3-4 барања во текот на месецот, не можете повеќе, затоа што во матичната општина имате многу повеќе обврски. Правиме пауза за реклами. Некако поврзано со претходното прашање во кое застанавме на видеонадзор на граделиштата, низ целата ваша програма провеува идејата која на некој начин се реферира на нашето отсуство на култура да го чуваме јавното добро, па сега парковите ќе бидат под видео надзор, се што можеме да стигнеме ќе биде под видео надзор, едноставно да ни стане јасно зошто сме такви кон сопствениот град. Прашањето за дигитализацијата е можеби главната тема која треба да поправи битно таа комуникација со градот во еден дел која почнува и завршува со фамозната барака 16, која ќе ви речат одете во барака 16, сега се обидува да пронеде врска, оти не би сакал да чека во редици. Не сте веројатно вие виновен за вие, зборам како општина и град, за многу од проблемите кои стојат надвор од оваа зона. Тргнуваме со ова и го аплицираме, оти за тоа треба да стои содржина кон која некој ќе треба да носи одговорност без оглед дали ни ја испорачува дигитално. Катастарот основа е тоа што тој ќе ви го даде како податок за данокот на имот. Изводите од генералниот ДУП кои сакате да ги ставите електронски да се додаваат, исто така значат да се подготви базата и за ова да биде сосема известно електронскиот потпис доволен без дај да видам на хартија. И сега има безброј комуникацијски алатки за кои сте решени дека ќе сакате полека да ги правите, во кои дури и во реално време за многу од работите ќе можеме да имаме уфит. Преку реален адекватен портал или канал и за услуги, но и за приговори од кои ќе очекуваме побрзо и поефикасно реагирање. Дали сте свесни дека може да биде одлична идејата, ама не се под ваша капа институциите кои во некаква смисла треба да ги дадат сите податоци, да ја нахранат базата од која овој концепт може да функционира? За овој концепт конечно ние сме свесни. Оти, например, прочитав, еве да речеме, не знаев дека денеска да сакате, вие не знаете точно каде ви почнува улицата со името Периша Савелич и каде завршува. Не, тие податоци ги има градот Скопје. Сите тие податоци ги има градот Скопје. Вашата програма видов дека некои од работите ниту се точни, ниту се јасни, дека тоа е сериозна работа да се доврши и стави во еден регистар. Така е, и тоа ни е планот да го направиме, сето тоа да биде во една дигитална форма. Оти јас добив 2 решенија за данок на имот, поради тоа што во меѓувреме се сменило името, бројот на мојата улица. Ето така. За да нема такви грешки во перспектива, но и за да се зголеми транспарентноста на градот, да нема чекање од неразбирливи причини извод од ГУП едноставен кој што треба да го издадат службите, некој да го добива експедитивно, а некој да го добива после 6 месеци. А таква пракса има во кисела вода, па затоа изводот од ДУП се издава за 72 часа и може електронски да се обезбеди. Токму затоа ги воведуваме овие дигитални алатки. Го започнавме процесот заедно со UNDP, ќе го работиме сето тоа. Ни даваат сериозна поддршка, ќе се вклучат и неколку од амбасадите да ни помогнат за реализација на овој проект. И дополнително во ова ни е опфатено и репроценката на данок на имот. Целта ми е на крајот на денот и да ја зголемиме транспарентноста, поедноставно да ги направиме услугите до секој од граѓаните, а во сето тоа да го намалам контактот на вработениот наспроти странката. Репроценката го вклучува интервенциите кои беа правени според закон со правото на легализација, каде што градската управа има застанато на проценките за квадратурите, така, за кои издава решенија. Пред овие, мислам дека 3 фази на легализација кој 20 години. Да.
Сега тоа би требало да се врами и од некои да стигнат решение кои ќе ја побарат на платата и за дополнителните легализирани квадрати. Па само прост пример ќе ви дадам. Општина Центар, грубата пресметка од наша страна е дека градот Скопје губи околу 5 милиони евра поради неточните годишно, неточните проценки направени во однос на данокот на имот. Еден сериозен проблем е легализациите што не се опфатени, долги години не е направено репроценката, а од друга страна пак имате и објекти кои што не биле упишани и тие не се ни предмет на оданочување, значи има станови кои што не се оданочуваат. Некој во крајна линија вели, сакам само да го добијам известувањето. Може би тоа ќе ослободи градската управа од безброј обврска за пишување решенија, испраќање во сандуче и дека само операцијата на мечирање на поделоците, поделба кој каде би ги донела, како се вели, во електронска форма да може да ги примат и кон нив да се одлучат како ќе платат, онлайн или на некаков друг начин. Замислете, ги сонуваме европските перспективи, градот ќе биде домаќин 28 како европски град на културата, длабоко знае дека живее во некаква прилично скромност на организиран, одговорен, пристоен, јавен живот на просторите низ Скопје во кој е се потешко да се движиш, конзумираш или на било кој начин уживаш. И кога го сакаме својот град, веројатно имаме право да приговараме на многу од работите кои ни личат дека ова е 19 вековно и тоа непоправливо. Лајка, кучиња кои гризат и милиони кои ги плаќаат и градот Скопје, а богами во илјадници евра се сумите кои што ги праќаат и некои далеку помали општини, што веројатно сведочи дека таа мрежа, како да стигнеш до потврдата, како да ја дадеш пријавата и како да ги добиеш парите, функционира поефикасно отколку оваа друга линија, што да направиме и да не губиме пари и да не ги ставаме во ризик граѓаните во смисла на последици. Ние предвидовме средства во буџетот за проширување на капацитетите на Лајка. Проблем е не можеме да отпочнеме во моментов, урбанистички го средуваме земјиштето таму, бидејќи Лајка било изградено на времето како диво градба, односно без документација, па подосна го уклопувале со одредени. Добро, немаме многу време, како се вели. Ете така, тоа значи, е јасно. Ќе ги прошируваме капацитетите од една страна, од друга страна предвидовме дополнително повеќе средства за стерилизација за Лајка и да можат да постапуваат со уличните кучиња, но во суштина проблемот се јавува во градот Скопје со тоа што има развиена мрежа која што носи кучиња и од страна. Тоа сакам да ве прашам, изгледа неверојатно, и тоа е јавна тајна. Во неколку наврати се намалуваат и од извештаите кои што ги добивам на дневно ниво за постапувањата од страна на Лајка, ги добивам од директорот Војслав директно на дневна основа, даваат бројки кои што не кореспондираат со бројките на редниот ден на кучиња кои што повторно се појавуваат на улиците и најчесто се случува дури и со маркици од други градови, знаете, да како Тетово и останатите да бидат донесени, па и Велес често пати. Така да тоа ќе пробаме системски да го решаваме и преку што многу ЗЕЛС. често тоа не е едно ново куче. Тука е буквално ордак, е повеќе од јасно дека во Карпош 4-5 пати се случува да донесат нови групи кои организирано на кучиња кои што по 15-20 се, а тоа не се кучиња кои што се изминатиот период во градот Скопје. Така да ќе следат таму активности посериозни во наредниот период. Тука ќе се вклучувам јас како претседател на ЗЕЛС да поразговарам и со моите колеги од останатите градови, затоа што ќе следат и кривични пријави
бидејќи сега има и камери, но и ќе поставиме ние дополнително како град Скопје, освен на парковите кои што ги споменавте за безбедноста, освен за жариштата кои што се потенцијални диви депонии низ градот Скопје, ќе поставиме и привлезовите и излезите на градот Скопје за да имаме контрола и нова. Во мојот личен избор, кои сме ние, не што мислиме за себе, но кои сме на вистина и во смисла на однесувањето и толеранцијата на однесувањето на надлежни институции, обележуваме еден триаголник. Кои сме ние покажуваме откако некој ќе помине цртата на аеродром и ќе влезе во првиот јавен тоалет. Кои сме ние и каква е нашата солидарност и општествена одговорност покажуваат институциите во кои треба да бидат сместени луѓето на кои што очигледно им треба помош, а тоа се разноразните психијатриски установи, и кои сме ние покажува нашата толеранција или односот кон тоа што ни се случува во така наречениот вечен град, во кој се нашите блиски, кој под секое достоинство за нас е само знак на ризик како да се дојде до гробот на Емилијата. Имате ли намера, бидејќи постојано во комуникацијата тоа е обврска на градот, ние не сме обврска за тука, тоа да го ставите некаде на листата дека тоа вечно место мора да биде пристојниот град на покојните? Имавме неколку состаноци, бидејќи под концесија, односно има оператор избрано за одржување на гробиштата и стопанисување бутел, но и истите се на неколку позиции други во градот Скопје, затоа што според информации кои што ги имам, единствено имаат лиценца. Тие се долги години управувачи и им се нотирани сите забелешки. И од нивното постапување или непостапување ќе зависи нивното обстојување во перспектива. Зошто? Затоа што мене ми е важно единствено да ги застапувам интересите на граѓаните и нивните барања, вклучувајќи ги и овие барања. Јас сум, знаете, достапен и многумина од граѓаните кои што ме контактираат ми го имаат нотирано ова како забелешка. И на никого ништо не должам, вклучувајќи ги и тие кои што ги споменавме, така да очекувам сериозни резултати и промени таму и во однос на инфраструктурата, која што на одредени позиции на гробиштата не е во состојба каква што треба да биде, и во однос на одржувањето на зеленилото, и во однос на се останато што недостасува таму. Дали е тоа урбана опрема и се останато. Од ова што е културен аспект, еве го скокнувам тој плоштад со сите тие плочки, чии истории славиме, понекогаш е добро да се има запис на лудоста. Таа дома наша, автентична, без оглед како вие си ја нарекувате, дел од тоа е затворено во стиропер, дел жалам ќе треба да заборавите дека авторски дела, архитектонски дела не се фарбаат во име на чистота, како што тоа го направија службите со железничката станица, но одбирам како поважно. Дали ќе имаме право на вистина да почувствуваме кога ќе речеме култура што се случува на отворено, тоа ќе биде нов живот, нов пулс на Скопското кале и можеби нова маркирана важна дестинација, тоа е аквадуктот. Па ние немаме во Скопје место како што имаат одредени светски метрополи, каде што може, не знам, да се донесе врвен диџеј и целата младина, целиот народ да се собере на едно отворено место и да има добра забава, а при тоа да не смета на никого во централното градско подрачје, но не е да е толку оддалечено пак од централното градско подрачје. И одлична позиција, според мене, за такво нешто е аквадуктот. И во таа насока ќе го средуваме аквадуктот. Она што го чекам е да добиеме предавање на надлежноста, односно ние да можеме да располагаме со аквадуктот и за брзо треба да помине одлуката на влада. Така што ќе започнеме веднаш по тоа со градежни активности таму.
А она што дополнително ќе го направиме ќе биде и целосно преуредување на калето, но задржување на автентичниот изглед, тоа значи промена на патеките, но да се вратат во автентичен изглед, бидејќи не знам кој ги асфалтирал патеките, некој мој претходник во минатото, калдрмата ја асфалтирал. Да не ви кажу. Па не се сеќавам кој ги. И тоа што беше обид Паско Кузма дека ќе гради црква таму горе на кралето, дали тоа се ќе соберете? Тоа треба да биде. Тоа е една. Тоа треба да биде градва која. Па во суштина ни еден од објектите таму немало одобрение, ама мислам дека веќе се средени документацијски од страна на владата. Не велам да му се вратиме на калето без други дополнителни интерпретации кои во еден период сакавме да ги правиме. Ние таму имаме 3 музеи од кои што 2 се готови, еден треба да се доврши. Сето останато би значило партерно уредување, нормална капија, оној делот на капијата кога влегувате, што е распаднат зидот, треба да се доврши, и еден амфитеатар во долниот дел, од кој што ќе се гледа и сцената, каде што ќе настапуваат уметници, но и ќе се гледа плоштадот, односно централното градско подречје на град. Така да, со мали интервенции ние ќе го постигнеме ефектот, урбана опрема нормално да промениме, таму има недостаток од клупи, од корпи за отпадоци, од основни работи базични. Оние контењери стари да се тргнат од страната на влезот, да личи онака како што треба европски. Добро, тоа далеко од европскица почето како сме да има корпи, тоа значи да се упристоиме, да бидеме европски. Не одрекувам јас дека имате право да сонувате, но велам дека прилично сме далеку, а чекорите што треба да ги правиме ќе чинат многу париоти. Светот направил толку многу технологија, толку многу некои од скапите машини завршуваат повеќе работа. На почетокот но ќе го споменаме пред крајот сме. Да. Готови сме. Градот Скопје го наследив со. Не, готови сме, немаме време за таква анализа. Немам време, реченица да кажем. 300 милиона евра долг, над 50 милиона евра се намалени за само 6 месеци. Вие велите сон, јас велам јаве за многу брзо време од денес. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Ми беше чест. Почитувани, благодарам што не следевте, останете, колегите ги подготвуваат вестите за 21:30. Пријатно.